Ја поздравам колешката Ирена, која ја пречека својата гостинка ова утро, а јас исто така ќе ја посакам добро утро понеделнички, добре ни дојде да ни го разубавиш утрото на многу интересен начин, со оглед на тоа дека јас за прв пат ова го гледам, морам да кажам. Катерина Рангелова, Кате, може така? Може, да. Кате, добре ни дојде, уметник, букарт, така? Да. Тоа е уникатна уметност од книги. Зашто се работи конкретно малку, само па потоа со Ирена ќе си продолжите? Па да, станува збор за давање на нов живот на старите книги. Со техника која што се нарекува bookfolding, се приветкуваат страниците на книгата и на тој начин се добива еден дизајн, да, кој што нели подоцна ги краси полиците во домовите. Благодарам на одговорот, Ирена, добро утро и повели, јас со внимание ќе го следам разговорот, ќе имаме и подарок за гледач. Така е. Браво. Слободанче, добро утро до тебе, добро утро почитувани, еве како што најави наша Слободанка. Ова утро ќе зборуваме за една единствена уметност во Македонија, а тоа е book art, која што на старите книги, на старите веќе прочитани книги, нашата гостинка им дава нов живот. Со незините вешти раце, таа, верувајте, прави вистинска уметност од книгите. Ние имаме тука во студиото и две преубави изработки од постари книги. Едната е Детелинка, другата е Пеперутка. Една од овие две книги ќе оди кај еден наш гледач, кој што ќе ни се јави во текот на емисијата. Малку подоцна јас ќе побарам кога да ни се вклучи гледач. Затоа следете го внимателно разговорот, бидејќи навистина е нешто за што ќе зборуваме за прв пат во Македонија и што е единствено. Ова го прави само нашата гостинка Катерина Рангелова, уметник, или може да те викам Кате. Може секако. Кате, добро утро, добро ни дојде во утринската програма. Јас верувам дека ти е пријатно овде во нашето студио. Ке зборуваме за уметност која што само ти ја правиш во Македонија. Да. Техника bookfolding. Ова е, значи, book art, како што кажав. Еве вака јас ке покажам овдека на оваа камера. Ова е, мислам дека, детелинка, така? Да. Ви изгледа на вистина преубаво, ние имаме и фотографии, малку подоцна ќе ги видат гледачите фотографиите, еве вака, ова е детелинка, имаме уште една, тоа е Пеперутка, може да ја покажам еве веднаш, да видат гледачите како тоа изгледа, еве вака. Мислам дека добро ли покажувам? Така? Реширија малку. Еве вака. Ето така. Еве, ова е Пеперутка и една од овие две книги, кога ќе ни се јави гледачот, ќе може да, еве вака, да си одбере дали сака Пеперутка или сака Детелинка. Сега, Катерина, да ни кажеш како започнува твојата приказна. Зошто баш оваа техника, bookfolding, како ова сето започна? Букарт се роди за време на пандемијата, кога останав дома со киркичката, која што во моментот не можеше да посетува градинка. И од секогаш сум била доста креативна личност и секогаш сум наоѓала начин да изразам својата креативност, дали преку цртање, пишување, декорирање, но тогаш така се поклопија неколку месеци да не можам ништо да правам и едноставно веќе чувствував потреба да почнам нешто да креирам и почнав да истражувам на социјалните мрежи идеи што би можело да биде тоа, сакав да е рачна изработка, сакав да е нешто уникатно. И најдов на Pinterest на слика од ваква книга, меѓутоа немаше никакво објаснување како се изработува, како се вика. И цела таа ноќ ја поминав истражувајќи како всушност се прават овие книги. Ги истражив техниките, истражив какви треба да бидат книгите кои што може да се користат за изработка и се решив да се обидам. Прво направив срце како така поедноставен дизајн, потоа се обидов со буква. Како најлесно можеби за изработка. Потоа се обидов со буква и на крај, како најтешко, направив името на мојата кирка Мила. Таа книга се уште си ја чувам и ми е најдрага. Една од најдрагите книги кои што ги имам направено. Решив дека можам да го правам ова, ги креирав профилите на социјалните мрежи и така започна се. Така. Значи, за време на пандемијата започнува букарт, се раѓа букарт. Веќе 3-4 години, навистина убава, ретка, единствена во Македонија уметност. Ме интересира од каде кај тебе љубовта кон уметноста? Кажа дека тоа е од поодамна, ама што работеше пред букарт? Не сум работила никогаш нешто конкретно поврзано со уметност. По струка сум туризмолог.
Но така како хоби, секогаш ми било дали за себе или за најблиските да нацртам нешто, да спремам нешто за за свадба, китенки или декорации за роден ден, некои такви пак креативни работи. Меѓутоа никогаш не било тоа нешто конкретно како што е сега ова, инаку што многу малечка, мајка ми е доста креативна особа и покрај нејза од секогаш и јас така сум се плеткала во незините работи. И така мислам дека така се роди љубовта кон уметноста. Да. Имаш навистина преубави креации од овие книги направено. Јас ќе ја замолам режијата ако може да погледнеме и инсерти. Не имаш испратено фотографии, па може да видат како изгледа оваа навистина твоја преубава уметност. Еве ги гледаме горе на екранот. Ова е звезда и има навистина имаше многу фотографии. Јас се одбрав така еден дел кој што мислам дека се убави и интересни за гледање. Додека одат фотографиите, Катерина, може да ни кажеш околу техниката, околу начинот на изработка? Ова нималку не е лесно. Не. Постојат две главни техники кои што се користат за изработка на ваков вид на книги. Со тоа што едната не вклучува сечење на страниците на книгата, нешто што јас дефинитивно сакав да го избегнам, иако со таа техника може да се добијат многу по-комплицирани и по-детални дизајни, сепак мислам дека тоа не е за мене, не сакам книгата да се уништи. Техниката која што јас ја користам се нарекува MMF, односно Mark Measure Fold. Тоа вклучува обележување на страниците на книгата, и привиткување на мерење, обележување и привиткување на страниците на книгата. Значи не се уништува книгата? Не се уништува книгата, да, страниците може да се одвиткаат и книгата се повторно во првобитна положба, да. Бара многу трпение, бара многу прецизност, бидејќи станува збор за милиметри, малце да се сгреши, може целиот дизајн да се погреши. Потребни се отприлика околу 3 часа за да се во зависност нели од дизајнот. Ние гледаме тука на вистина дизајни, сега отидоа имаше и едно како кафе со пиленце, тоа претпоставувам дека е малку потешко за изработка. Во зависност значи од она што се изработува. Дали бидејќи на социјалните мрежи си веќе како букарт, како ги правиш дизајните? Дали клиентите ги нарачуваат или имаш можеби некој каталог каде што може да си одбера дизајн? На почетокот наоѓав инспирација од се околу мене и нели кога се пробивав да речам, правев букви, различни форми. Сега веќе немам толку време да правам нешто што би сакала јас да го направам. Клиентите ми пишуваат најчесто на социјалните мрежи и ме прашуваат дали може да се направи, не знам, пример, пеперутка или име или било што. Повеќето работи можат да се направат, меѓутоа има определени правила кои што мора да се следат за да испадне убаво дизајнот. Например, името не може да има повеќе од 5 букви, во една вертикала не може да има повеќе од 5 точки на превиткување и некои такви слични правила. Значи не може да се направи буквално се, меѓутоа сепак успевам да најдам начин од прилика тоа што го сакаат да го доловам. Значи, они сами си го бираат дизајнот. Сами си бираат што сакаат. Да, кој дизајн сака да ги краси, како што кажа на почеток по лиците на никогаш станува збор за нешто што никогаш не сум го направила пред тоа, па пробувам да го искреирам дизајнот, им праќам како само дизајн, дали им се допаѓа. И во принцип, да, значи, они сами си бираат, книгите се од мене најчесто, затоа што книгите мора да исполнуваат одредени услови, например, мора да имаат дебели корици за да можат да стојат исправено, мора да имаат 250 па нагоре страни во зависност од дизајнот. Се случува некогаш некој да сака конкретна книга, па да се договориме да ми ја донесе па таа книга да ја свиткам, меѓутоа најчесто книгите се од мене. Да. За да имаме доволно време, овде имаме 3 книги. Едната книга треба да се доработи, тоа е логото на Алфа телевизија и ќе остане кај нас како подарок од тебе. Може додека јас си ги повикам гледачите, ќе ја замолам режијата да ги вклучиме телефоните и би сакала еден гледач да ни се вклучи овде во студиото, кој што ќе има и среќа и кој што ќе биде најбрз, ќе си има можност да одбере една од овие две книги, дали детелинката или пеперутката, ќе си одберете вие. Еве, јас не знам дали добро покажувам, вака кате? Да. Така. Еве, ова е, мислам, пеперутка. Детелинката е тоа? Детелинка? Да. Да, се извинувам, јас така ми се гледа. И ова е
преубавата пеперутка. Еве, јас кога би требала да бирам, јас би одрала пеперутката. А сега гледачот кој што ќе ни се јави, ќе си одбере што си сака. Значи имаме една детелинка, една пеперутка и овдека Кате во живо го изработува логото на телевизија Алфа и оваа книга ќе си остане кај нас како спомен и убав подарок од тебе, Кате. Каков е интересот за букарт кај нас? Многу поголем од што очекував. Да? Да. Многу поголем, дали затоа што е уникатно и затоа што сум единствена која што го изработува ова. Доста добро беше се прифатено. Не сум имала до сега проблем некој, нели, дека книгата се привиткуваат страниците, затоа што на сите им е јасно дека сепак може да се одвиткаат страниците. Повторно ќе кажам, не ја уништувам книгата, не ги сечам книгите. Често ми се случува да ме контактираат луѓе кои што имаат дома книги на кои што не знаат што да им прават, повеќе не им се потребни. Многу често се обидели да ги донираат во некој од библиотеките, не им биле прифатени, следната опција им била да ги фрлат, што е навистина жално. Да. И ми ги донираат на мене за да можам да им дадам нов живот, како што кажавме, да. Навистина, вистинска уметност изработуваш со твоите вешти раце. Еве имам сигнал од режија дека веќе имаме гледач на линија. Добро ви утро. Добро утро. Добро утро, баба Роска, како сте? Јас сум многу добро и многу весела со вас. Одлично. Мило ми е што се слушаме утринава. Имаме баба Роска, тетка Роска. Јас не ве викам баба Роска, подарок. Сакате детелинка? Благодарам. Сакате детелинка или ја сакате оваа преубава пеперутка? Јас сакам преубавата пеперутка. Супер. Одличен избор. Еве ова ќе оди кај вас дома. Ќе ги краси полиците на вашата куќа. Знаете, телевизија Алфа, ќе си дојдете во наредните 2 недели овдека кај нас и оваа пеперутка ќе оди директно кај вас. Тетка Роска, ви посакувам убаво утро, уште поубав ден, како што кажа Слободанка, со нас и со нашата емисија. Ви благодарам што ни се јавивте и ова утро. Ние ќе си продолжиме понатаму со разговорот. Додека одеа инсертите, Кате, видовме дека покрај тоа што изработуваш букарт, значи покрај тоа што им даваш нов живот на книгите, работиш и нешто друго. Да. Тоа е во рамки стари списанија, така? Да. Од стари списанија сечам правоаголничиња кои што потоа се преветкуваат на пола и се лепат во техника наречена iris folding. Тоа е посебна шема која што се користи за да се залепат во позадината на одреден исечен дизајн. Малку е тешко да се објасни за чему мора да се види за да се свати за што всушност станува збор. Потоа тоа може да се искористи во рамка како рамена слика, а може да се направи како честитка па да се подари на некој. Повторно е нешто со хартија? Повторно е со хартија, повторно нешто што се реискористува, што се рециклира, значи стари списанија, стари каталози, стари упатства за употреба, буквално се што ќе ми дојде од хартија наоѓам начин да го искористам наместо да го фрлам. Навистина убава и уникатна идеја, единствена си во Македонија, како што кажавме, кој што изработува ваков вид на уметност и навистина е привилегија да се има нешто вакво во нашите домови, нели, како што кажа, да ги красат полиците на нашиот дом. Македонија, еве, бидејќи работиш со книги, има публика која што сака книги, која што чита. Имаш ли ти твој омилен автор, омилено дело, посетуваш ли саем на книга? Готово? Да. Одлично. Јас би сакала уште додека ми одговораш на ова прашање. Еве вака ова да се види, ова е подарок, вака добро ли? Да. Ова е логото на Алфа телевизија и ова ќе биде подарок од Кате Бук Арт да си ја краси нашата телевизија. Благодарам од името на целата наша, на сите наши колеги. Драго ми е што ќе ја краси вашата телевизија, навистина со љубов направено и од срце подарено. Благодарам. Во однос на книгите, порано читав многу. Сега некако обврските си го прават своето и немам толку време за читање, па и кога ќе најдам време читам полесна литература. Нешто што ќе ме опушти, ќе ме насме, така, некои, да речам, смешни романтики, лајчик, нешто во тој стил. Порано многу сакав да читам мистерии, сакав така малце по-тешки книги да читам. Саем на книга да, посетувам, уште од дете. Дури едва чекав да има саем на книги, да го натерам татко ми да ме однесам.
човекот ме носеше, иако знаеше дека скапо ќе го кошта тоа. Значи љубовта кон книгите Да, од мали постои нозе. од многу мали нозе. Се сеќавам првата книга која што ми ја купи од сајмна книга беше Хари Потер. Тогаш имав 7 години. И со нејзе всушност ми се роди љубовта кон книгите и да. Продолжувам да читам, сега нели како расте малечката, така и се поише време ќе имам за читање, па се надевам дека ќе се навратам повторно на старите навики. Да. Сакам уште едно прашање пред да го закружиме разговорот, а тоа е дали можеби планираш учество на изложби, на базари, бидејќи ова е навистина нешто што треба да се види и треба малце повеќе луѓето да дознаат за овој вид на уметност. До сега не сум учествувала, базарите и изложбите се нешто што бара голема посветеност, бара да се одвои многу време, кое што сега за сега го немам. Меѓутоа, во иднина навистина би сакала да се представам и на еден таков начин пред публиката и се надевам дека ќе ми се исполни и тоа во блиска иднина. Да. Ти посакувам многу успех во ова твое, можем да кажам, хоби, нели? Да. Е сега уште за крај, како да те најдат сите заинтересирани кои што би сакале да си имаат едно вакво дело дома? Сите има на социјалните Facebook, мрежи, да, така на и Facebook и на Instagram, Букарт МК. Доколку не можат така да ме најдат слободно Катерина Рангелова, нека ме додадат на мојот профил, нека ми пишат порака. Инаку Букарт МК. Така. Кате, благодарам што ова утро одвои време за нас, за нашите гледачи. Ке те ослободиме сега да си одиш на твоето работно место, бидејќи ова е твое хоби, како што кажавме. Благодарам уште еднаш за овие книги, за логото, за детелинката и за пеперутката. Многу успех и се надевам ке има повторно прилика да бидеш наша гостинка или можеби следен пат ние да те посетиме тебе, да видиме како изгледа твојата мини работилница која што се наоѓа во домашни услови. Благодарам уште еднаш на гостувањето. Прекрасна гостинка ова утро понеделнички. Само да прашам на кратко, за колку време изработуваме еве во моментот она идеја која што имаме да се реализира на ваков начин? Па во принцип, во зависност од дизајнот, повеќе од 3 часа, значи 3-4, зависи колку време ми е потребно самиот дизајн да го спремам, колку страници ќе биде потребно да се обирачат и Не е малку време. Треба вложување труд сепак, да. Многу благодарам и посакувам многу успех и јас би сакала срце, но ќе се договориме. Нема проблем. Да.